во овој буџет имаме скок, можам да кажам така, и драстичен во средствата предвидени за плати на јавната администрација. Сега ако земеме во предвид дека изминатиот период немавме покачување на минимална плата, немавме некои посебни зголемување на платата и зголемени додатоци, мојата претпоставка е нешто што мислам дека лесно се потврдува, е тоа дека повторно направивме зголемување на јавната администрација и тоа го направивме во изборна година. Сите кои го имате буџетот забележувате, во 23 имаме 56 милиони, во 24 58 милиони, сега имаме скок на 74 милиони, што е огромен скок и што за мене покажува дека администрацијата повторно расте, иако лично сметам дека ниту квалитетот на услугите не расте, ниту дека имаме реална потреба од ова, особено ако се земе во предвид дека имаме огромен број на AI алатки, огромен број на работи кои што ако претходно било потребно луѓето да ги работат со денови, денеска се работат во програми со неколку кликови и работи кои се олеснати, и за мен ова е импакт на резултатот на работата во целиот предизборен период и на тоа дека претходно имавме предизборна година и денеска дискутиравме темата која ја подржав. Недостаток имаме на градожен инспектор ни покажува дека имено во областите кои што сме најслаби, пример градежен инспекторат, не успеваме да покриеме со работни места, додека имаме други работни места во оделенија во кои што не сум сигурен дека се потребни, дури има впечаток дека се целосно политички мотивирани, да не заборавиме дека во минатиот мандат и активен советник, додека е на функцијата, доби вработување во општината во која што е активен